Здруженијето за наука и уметност од Кочани во саботата го одржа својот втор состанок на кој беа разгледани трудовите напишани од старите и новите членови на Здруженијето. Беа предадени вкупно 15 трудови, од кои 11 беа прифатени да бидат печатени и со тоа да бидат вметнати во новиот билтен на Здруженијето. Беа прифатени трудовите на магистер Киро Бојаджиски "Змиите во Кочанската котлина" и "Со птиците во срцето". Трудот на Магдалина Кочовска-Салтирова "Концептот за развој на зрела личност и поврзаноста со културата и незините влијанија". На професор доктор Даница Андреевска "Трудот за правилното ѓубрање, значајна агротехничка мерка за постигнување на високи и квалитетни приноси во растителното производство". Вера Анастасова "Библиотеката Искра со нови форми на работа во функција на потребите на заедницата на општина Кочани". Тања Велкова за традиција на цвеќарството и стари накити во Кочани и Виница. Славица Ивановска загуби на хранливи материи во процесот на производството на бел и парбоилет ориз и квалитативни промени кај оризот во текот на складирањето. Беа прифатени и трудовите на Елизабета Томева за инсекти во оризовите биоценози и магистер Методи Хаджипаунов "Плевелната вегетација по оризиштата во Кочанско", кои ќе бидат објавени постхумно. На овој состанок на одборот на Здруженијето за наука и уметност Кочани од Кочани ги разгледуваме пријавените трудови на нашите соработници. Имаме пристигнато поголем број на трудови и поголемиот број од нив се прифатени. Работата која следува понатаму е објавување на вториот број на списанието на Здруженијето за наука и уметност Кочани. Инаку со книгата Кочани започнува издавачката дејност на Здруженијето, со што се остваруваат делот за цртаните програмски определби за потикнување на научната мисла и печатање во списание или зборник. Годинава Здруженијето доби нов председател, функцијата ја презеде Вера Анастасова, виш библиотекар, а за секретар беше избрана Сонја Адамова Иванова, етнолог. Здруженијето има членови од сите области: образование, здравство, култура, наука, уметност и новинарство. Иницијативата за формирање на Здружение на граѓани за наука и уметност во Кочани беше покрената од магистер Киро Бојаджиски, Вера Анастасова, Киро Герасимов и доктор Ѓорги Марков и се реализираше во 2001 година со одржување на основачко собрание. Од тогаш Здруженијето има организирано советување, семинари, курсеви и работилници за разни стопански, нестопански, комунални и други проблеми, курсеви за странски јазици, обуки, посети и патувања поврзани со својата дејност.